Благодарам. Почитувани граѓани на Куманово, почитувани симпатизери и членови на Сојузот за иднината. Тука сме за да ве поздравиме од ВМРО Народна партија и да ви кажеме дека ние сме со Сојузот за иднината, со сите притисоци, со сите напади, со сите удари кои ги доживуваме и ние, меѓутоа и сите вие како составен дел на оваа коалиција. ВМРО Народна партија почна со Сојузот за иднината и продолжуваме понатаму во нашата битка, затоа што битката која водиме е навистина битка за Македонија. Таа е битка за најсуштествените работи со кои може да се соочи еден народ. Сите локални избори во било која држава не се само избори за тоа колку дупки се закрпени или не се закрпени. Сите локални избори се и одговор што народот мисли за актуелната власт. А ние, навистина во овој момент, се соочуваме со претешки проблеми. Комплетна меѓународна изолација. Вие сте тука на северот од Македонија и сигурно многу поактивно ги следите настаните во северниот сосед Србија. Што направи српската политика во последните неколку месеци само за да го добие датумот за преговори со Европската Унија? Вториот момент, тоа е моментот битката за економијата. Почитувани граѓани на Куманово, она што го слушаме во последните 2 години во нашата држава од аспект на економија е само еден термин – долгови, долгови, долгови. Нема недела дена да не чуеме дека владата на Република Македонија се задолжува со нови пари. Тие долгови, почитувани кумановчани, сите вие знаете, никој нема да ни ги прости. Тоа го гледаме и лично кога се задолжуваме према банките, тоа го гледаме и кога ги гледаме приказните на другите држави, кои секојдневно ги слушаме што се случува во Грција, Португалија, Ирска. И конечно, почитувани граѓани, најголемиот крик кој македонскиот граѓанин во последните 4-5 години, кога во исто време сме и најголеми патриоти, го покажуваме, тоа е масовниот демографски дебакал на нашата држава. Македонија никогаш порано не се селела толку. Македонските граѓани никогаш порано не бегале толку брзо и толку далеку како што ни се случува последните 4-5 години. Погледнете ја цела Македонија, погледнете го вашето Куманово, колку луѓе се избегани до Афганистан, до Ирак, а да не зборуваме за масовното секојдневно селење по Европа, Америка или Австралија. Цела североисточна Македонија е полупразна. Градовите на источна Македонија наликуваат како на пустини веќе во кој нема ниту економска активност, ниту економски живот. И конечно, третата работа за која се бориме, тоа е можеби најскапото од се и најважното од се. Борбата за демократијата. Затоа, почитувани граѓани на Куманово, ВМРО Народна партија е тука да истрае заедно во сите принципи со Сојузот за иднината. ВМРО Народна партија е тука и ги почитува сите конструктивни предлози кои доаѓаат од раководството на Сојузот за иднината за да се надмине оваа актуелна криза и да одиме на локалните избори. И мораме да признаеме, навистина не е тоа нешто што едноставно со што се храбриме. Сојузот за иднината во последниот месец дена даде најмалку 10 конструктивни предлози со кои, ако се има желба и ако се има волја, од другата страна ќе се најдеше решение, ќе се најдеше договор и ќе излезевме од оваа ситуација. Затоа,
Ние сме тука, ја подржуваме конструктивноста и сакаме да одиме напред. И на крајот, нешто што е можеби и најважно, што требаше да го кажеме и на самиот почеток. 15 години додека бев председател на едно друго ВМРО, секогаш ми беше криво што Куманово беше бастион на СДСМ. Денес, благодарејќи му и на СДСМ, меѓутоа и на вашиот градоначалник, се гордеам што Куманово е бастион на Сојузот за иднината, со кој ќе победиме и на овие и на сите други избори. Да живее Македонија!